Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија. Добар ден, ја слушате економската емисија Бројки на Радио Слободна Македонија. Смена на синдикалниот лидер Живко Митревски побара министерката за труд Фросина Ременски. ССМ одговори, Ременски ја злоупотреби својата положба, поднесе фалсификуван документ и поради тоа ќе поднесеме кривична пријава. Има ли правна основа за смена на председателот на Сојузот на синдикати? Ќе разговараме токму со Митревски. Добар ден, господине Митревски. Моето прво прашање до вас е дали се уште сте председател на ССМ? Добар ден и поздрав до слушателите на вашето радио. Со задоволство можам да им соопштам на сите работници на прогресивното работничко синдикално движење во Република Македонија дека Живко Митревски е председател на Сојузот на синдикатите на Македонија и спречен е еден во секој случај криминален обид со фалсификувани исправи и со фалсификувана документација, пропратена со злоупотреби, тешки злоупотреби на службената положба на техничката министерска Фросина Ременска и на неколку други четворица учесници за жал од Сојузот на синдикатите на Македонија да направат еден насилен пуч и еден насилен обид да сменат легитимно избрано раководство на последниот 19-ти конгрес на Сојуз на синдикати на Македонија. Што мислите, зошто е побарана ваша смена? Кои се мотивите? Ние како раководство во Сојузот на синдикатите на Македонија правевме анализа во делот на сето она што значи една кампања која непосредно пред изборите се случуваше од неколку грански синдикати, односно од председателите на синдикатот на УПОС, од председателот на синдикатот на СИЕР, на СУДКОС и од Агросиндикатот, кои упорно, наспроти постигнатите резултати, се обидуваат да направат криза во Сојузот на синдикатите на Македонија, но очигледно дека станува збор за една инволвирана структура многу блиска до опозицијата, која сметаше дека со атакувањето на овој нелегитимен начин ќе обезбеди простор за некое си друго делување од страна на Сојузот на синдикатите на Македонија, односно обид за едно активно инволвирање во делот на предизборните процеси, кои би биле проследени со низа активности надвор од законот или со активности кои би значеле поттикнување на ангажирање на социјални протести кои нема да ги прават работниците, туку ќе бидат правени од страна на одредени други политички структури, со цел да се подобрат одредени нивни позиции. Тоа е првиот момент. Вториот момент е чисто кариеристички од страна на неколку председатели кои цело време упорно имаат неисполната желба да бидат на ова место, а посебно председателот на синдикатот на СУДКОС, кој своевремено еден многу краток период беше и секретар на Совет на Сојуз на синдикати на Македонија. Иронијата да е поголема, веднаш заради неможно завршење на функција, истиот си поднесе оставка, а останатите двајца сигурно се длабоко завлезени во одредени политички делови кои еве очигледни се во делот на таквите постапки. Третиот фактор кој сигурно влијаеше се личните интереси. Непосредно од еден од нив директно беше атакувано дека треба поинаку да се работи со зградата, дека треба да се реновира, да се побараат средства. И во секој случај стануваше збор за едно бизнис крило која сакаше да направи сериозен упад со оглед на тоа што после низа години за прв пат во историјата на синдикатот, Сојузот на синдикатите на Македонија релативно добро стои во делот на остварувањето на сите права и обврски. Веројатно им пречеше и обидот да реализираме еден синдикален едукативен центар со можност за сместување на работници, така да тие се неколку фактори кои влијаја и кои беа проследени со овој неуспешен обид од страна на таа структура. Кој има право да го свика Советот? Значи, единствен легитимен субјект кој во моментот согласно статутот и деловникот за работа на Сојузот на синдикатите на Македонија може да го свика само председателот на Сојузот на синдикатите на Македонија. Тоа сте вие. Тоа сум јас, значи како легитимен председател избран на 19-тиот конгрес. Во одредени услови, доколку се смета дека треба да се поднесат одредени иницијативи, тоа можат да го направат и 1/3 од синдикатите, но врз основа на постапка каде што ќе достават барања до Сојузот на синдикатите на Македонија, тие барања понатаму се разгледуваат од страна како иницијатива на председателството на Сојузот
Сојузот на синдикатите на Македонија, за да председателството на Сојузот на синдикатите на Македонија реши дали ќе има или ќе нема таква седница на совет, за да постоја нормално председателот на Сојузот на синдикатите на Македонија ја свика таа седница. Во конкретниот случај, ниедна од овие постапки, ниедна процедура не е направена, туку на изненадување со една фалсификувана хартија, со еден обичен лист на хартија, замислете, се доставува барање до Министерството за труд и социјална политика, која апсолутно не е надлежно да менува председател легитимно избран од страна на членовите и работниците во секоја нормална држава и па и во Република Македонија. Но очигледно оваа фалсификувана исправа која била направена од страна на посочените лица била доставена до министерката, наводно бил одржан некој си совет. Сте одржал совет со неколку грански синдикати? Записникот кој исто така е доставен до соодветните истражни органи јасно покажува дека не е одржан совет, дека нема ниту едно име и презиме на кој присуствувал на тој совет од членовите на совет. Ние искоординиравме со членовите на совет и имаме од нив изјави дека тие навистина не присуствувале на тој совет. Исто така нема никаков подпис, нема никаков печат, нема никаков доказ дека таква документација е проследена до СУС на синдикати на Македонија, што значи на обичен лист хартија направен овен неуспешен обид за пуч и за смена на легитимно избраниот председател. Станува збор навистина за еден невиден историски преседан и мега скандал, насочен кон синдикалното движење и за жал во него учествува техничката министерка, која тешко ја злоупотребува својата функција и која што во секој случај прави неколку кривични дела заедно со останатите. Најавивте кривична пријава против министерката и против уште 4 лица. Значи ние ја поднесовме кривичната пријава и против министерката, која со ова направила кривично дело злоупотреба на службена положба и овластување, казниво по член 353 од кривичниот закон, за кој се оди со затвор до 3 години. Истовремено и против останатите учесници во ова фалсификување се поднесени исто така кривични пријави. Тие, според нас, направиле уште неколку кривични дела, обид за злосторничко здружување, казниво по член 394 од кривичниот законник и член 393 кој предвидува исто така и кривично дело за договор за остварување на кривично дело, за кој се предвидуваат кривични казни дури од 1 до 10 години затвор. Овие кривични пријави се процесуирани, прифатени се од страна на основното јавно обвинителство, започната е кривична постапка и исто така врз основа на од она што го добивме како информација, врз основа на соопшежните истражни мерки, пред се врз основа на фалсификуваната документација, донесени се соодветни решенија со кои се прекинува извршувањето на решението на министерката и на тој начин, значи, го спречевме тој обид преку фалсификувана исправа да дојди до нелегитимна промена на председателот на Сојузот на синдикатите на Македонија и секретарот на Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија. Мислам дека спречевме еден историски обид за упат во синдикалното движење во Република Македонија, бидејќи откривме дека очигледни беа намерите на ваков начин со цел додека трае процес на некакво си докажување доколку не одевме со кривична постапка, таа работа ќе беше истерана буквално на сила и оваа брука тешко дека ќе можеше да биде откриена ако не ја откриевме и ние. И имаше намера техничката министерка пак тешко злоупотребувајќи ја својата положба да направи смена и на неколку други грански председатели на синдикати, се со цел да исчисти сцената, буквално од она што значи неистомисленици од страна на синдикатите и да оствари некое свое здружување или буквална дружба која ќе работи според контролата и според наредбите на техничката министерка. Ви даде ли некакво известување Фросина Ременски зошто го прави ова? Значи апсолутно не ни даде никакво известување, ние бевме фрапирани, изненадени од сето тоа што се случува. Добро е што имаме наши членови синдикалисти кои пред време тоа ни го укажаја и кои пред нас не информира и не достави одредена документација за начинот на кој се обидува техничката министерка и како резултат на тоа, благодарение и на правосудните органи и благодарение на професионалноста на
обвинителството, навистина дојдовме до позиција да го спречиме овој насилен, крајно антидемократски чин, во секој случај незапамтен во историјата на синдикалното движење, не само во Република Македонија, туку пошироко и во светот, чин кој навистина еве можам да ви кажам дека беше осуден и од меѓународната и светската јавност. Ги известивте ли амбасадите и меѓународните синдикати за овој чин? Значи, првото што го направивме, ги информиравме и амбасадорите, информирани се амбасадорите, амбасадата на Соединетите Американски држави, на ЕУ делегацијата и останатите по-релевантни амбасадори кои се присутни во Република Македонија. Ја информиравме Светската конфедерација на синдикати, Европската конфедерација на синдикати, понатаму сите бивши југословенски синдикални сојузи и конфедерации, каде што сме заедно и асоцираме преку регионалниот форум Солидарност, и задоволство да ми информирам дека од секаде пристигна писма на поддршка. Писмата на поддршка и осуда на техничката министерка пропратени се и до владата на Република Македонија, пропратени се и посебно до техничката министерка, каде што јасно му се укажува дека ги пречекорила сите своји овластувања, дека ова е невиден антисиндикален чин во историјата на синдикалното движење не само во Македонија, туку во Европа и во светот, каде што истата без да ја утврди валидноста на документацијата, туку врз основа на фалсификувана документација со намера свесно потпишала документ за мислете решение, со решение на министер да се промени председател на најголемата синдикална организација во Република Македонија, до вчерашен и председавач на сите синдикати од бивша Југославија. Јас исто така сум член на извршните одбори на Светската конфедерација на синдикати, на Европската конфедерација на синдикати. Јасно е осудена дека направила прекршок и на конвенцијата на МОД од 87, која јасно забранува какво и да било мешање на јавните власти во изборите на председателите на синдикатите или воопшто во автономното делување на синдикатите. Јасно укажуваат и го осудуваат ваквиот чин како безсмислен и даваат поддршка на обвинителството и на сите оние други правосудни органи против виновниците да се израчат соодветни казни. Она што е битно е дека техничката министерка навистина направи невидена брука и за Република Македонија. Во писмото кое го добивме со поддршка од светскиот врв, на кој се потпишани и председателката, односно генералниот секретар на Светската конфедерација на синдикати Шарон Бароу, каде што членуваат сите синдикати во светот и каде што исто така добивме писмо од Лука Винсентини, генералниот секретар на Европската конфедерација на синдикати, каде што членуваат сите синдикати од Европа. Јасно е осудена уште еднаш и од страна на оваа светска синдикална сцена, техничката министерка Ременски, на која јасно и се укажува дека веднаш треба да си го поништи своето решение, да го повлечи, да се извини. Веднаш е осудена ваквата антидемократска постапка и бруката да е уште поголема, јасно кажуваат дека за ова ќе известат и Меѓународната организација на трудот и Европската унија, со оглед на тоа што предизвикала страшни и несогледиви последици за самата држава. Економската емисија Бројки ја слушате на Радио Слободна Македонија секој четврток во 11 часот. Со мене Наташа Мерсовска.